Шокантно, така ја коментирам изјавата на Заев за бришење на бугарски пред фашистички окупатор. Рече првиот човек на ВМРО ДПМН Мицкоски, реагирајќи на скандалозната изјава на премиерот за удоволување на Бугарија и менување на македонската историја. Шокантно. Шокантно ја коментирам, нека оди и нека им го каже тоа на внуците, синовите и керките, на луѓето кои што своите животи ги загубија во Треблинка, при тоа уапсени и ставени во вагони од страна на раката на бугарскиот фашистички окупатор. Нека оди на нив, нека им објасни кои се тие што соработувале, а кои се тие што не соработувале. Шокантно, но еве ќе ви кажам и одговор на тоа. Веднаш при промената на власт, ние не сме талибанци да бришеме историски факти, ќе ги вратиме тие историски факти однакви какви што светската историја ги признава. Заев денувиве рече дека од историјата ќе се брише дека во Македонија постоел фашистички бугарски окупатор. Вели, ќе се отстранала придавката, оти така се зацврстувал духот на добрососедството меѓу нас и источниот сосед. Тој засега останува цврсто на неговата изјава, која е разбранува јавноста и ги вознемири граѓаните. Но неговиот вице-премиер, на прашањето дали на вистина ќе се менува историјата како што Бугарија бара, даде не толку јасен одговор, зашто и како ќе се случува. Политиката и владите се бават со денес и утре, историчарите се бават со минатото. Големиот проблем за напредок и во разговорите околу историјата, и во разговорите за другите теми каде имаме разлики, е атмосферата на уцена. И македонскиот народ, и бугарскиот народ, и многу други балкански народи имаат една изрека која што вели со сила нема убавина. За вистинска блискост и за вистински напредок не може да стане збор ако обстане оваа атмосфера на уцена. Јавноста врие. Историјата на македонскиот народ не може да биде желботека на неписмените ѓеополитичари и мегдан за фалсификување. Улично насилство, промена на националниот наратив во македонскиот образовен систем. Германија им се извинува на сите за извршените фашистички злосторства. Заев им се извинува на бугарите што вршера фашистички злосторства. Ова се само дел од коментарите по социјалните мрежи, но не реагираат само граѓаните. Кон критиките за изјавата на Заев се приклучија и универзитетски професори, политичари, аналитичари, но и дел од поддржувачите на политиките на актуелната власт. Универзитетската професорка Котлар вели дека се работи за неука, безобразна изјава на Заев. Актуелниот градоначалник на Куманово Димитриевски реагира дека Заев зборувал од позиција на премиер во име на сите нас и дека со оваа изјава не понижувал сите и газел по нашата историја и коските на нашите предци. Со остра порака се огласи и со партиецот на премиерот Ѓорги Спасов, кој вели дека историски е фактот дека во Македонија за време на Втората светска војна имало и бугарски, и италијански фашисти, и германски нацисти и фашисти.